Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство повторно ја враќа школата во која што дава психофизичка подготовка на трудници и овозможува уште една можност за сите трудници. Безболно порадување. Одговор на многу прашања од директорката, со мене професор доктор Ирена Алексиевска Папестиев. Добро утро. Добро утро. Докторка, малку ќе ви извадиме од она што секојдневно го работите, во утринско расположение да зборуваме, верувам дека многу трудници не гледаат, да дадеме одговор на многу прашања. Повторно ја враќате школата за психофизичка подготовка и сега ако е нешто што на вистина даваше многу добри резултати, го немаше изминатите години, како се размислува каков облик да биде сега? Па вака, најпрво да ви се заблагодарам за поканата на овој убав ден, и вчера беше многу убав ден за нашата држава и сметам дека една од главните поинти кои што беа назначувани е дека за жал наталитетот во нашата држава се намалува, а исклучително важен затоа што тоа не прави како нација да обстанеме. Сега она што е важно е ние да ги стимулираме младите, односно на мајките, да им го правиме што поприфатливо онај најубав момент кој што може да им се случи. Знаете, бременоста во 90% од случаите е сакана и носи среќа и задоволство, меѓутоа во многу голем дел, затоа што им се случува еднаш, два пати, дај Боже, 3 пати, 4 пати некаде, меѓутоа носи некогаш страф, неизвестност, анксиозност од начинот на породување, од моментот на промена, дали ќе се изреализираат како родители, и затоа сметам дека овие школи за психофизичка подготовка на една бремена пациентка ќе дадат одговор на многу прашања, ќе разјаснат многу дилеми и истата ќе дојде кај нас начинот на породување со многу поголема самодоверба и со многу поголема соработка со медицинскиот тим. Така да сметам дека е исклучително важно затоа што оваа школа за психофизичка подготовка дава и физичка и психолошка, меѓутоа и емоционална подготовка на една бремена пациентка, а и одговара на многу прашања кои што она се ги поставува во текот на, да кажам, овај убав момент што и се случува во животот. Докторке, кој тим се ќе стои зад оваа школа? Видете, секогаш за да има успех, јас кажувам посебно во нашата работа, е важно да има една успешна тимска екипа. Односно, ние веќе имавме искуство со ваква школа. Во 2003 година со помош на УНИЦЕФ беше отворена школа за психофизичка подготовка и работеше све до ковид пандемијата. За жал, условите тогаш наложија во тек на ковид пандемијата да се прекине и после тоа не се обнови. Јас, кога почнав да ја водам универзитетската клиника, кажав дека е тоа исклучително важно и затоа повторно ја обновуваме оваа школа во која што претходно учествуваат тимот акушерка, гинеколог, педијатар и анестезиолог. Сите овие профили имаат исклучителна важност за едно породување да биде што поприфатливо за самата пациентка. Значи, секој во текот на оваа школа, која што започнува некаде 32 недела, дава одговор на пациентката, односно акушерката, пред се, дава одговор на тоа какви се фазите на породување, каква треба да биде соработката, се објаснуваат различни методи на дишење, релаксација, кои што ќе го направат самиот чин поприфатлив. Гинекологот ги објаснува кои се симптомите кога треба пациентката порано да изреагира и кога треба да дојде на преглед, како треба да соработува. Анестезиологот е тој кој што ги кажува методите за да биде поприфатлив, побезболен начинот на самото породување, а педијатарот е исклучително важен за да и објасне на пациентката сите оние нејаснотии кои што се наоѓаат околу новороденото, односно за да се снајде во постпарталниот период и да биде по-добро адаптирано целиот момент со новороденото. Колку денови трае? Значи, најдобро е оваа школа да започне некаде во 32-та недела, може од 30-та натака и трае еднаш неделно. Значи, некаде доволно се да се посетат 5 до 6 часови на кои што се објаснати сите овие процеси кои што претходно ги објаснев. Значи, и физичката поддршка, и психолошката, кои се методите кои што треба да ги совладаат они, како да го подготват телото за подготвени да дојдат во текот на породувањето. И доволно е еднаш неделно, околу 5-6 недели, значи тоа се 5-6 часа. Добро, дали трудницата сама треба да се пријави? Да, има право, ова ќе биде бесплатно. Добро, за секоја достапна трудница, со тоа што ќе имаме ние телефонски број 078 485
335 од 8 до 14 часот. Телефонските броеви ќе бидат објавени на нашите социјални 485 335. 335, за да можат колегите да го напишат. Значи 078 485 335, ќе има уште два телефонски броеви кои ќе се отвори школата, се планира некаде од 1 октомври да се отвори. Да, значи може сега веќе да се пријавуваат. Веќе од 8 до 14 часот, секој работен ден може да се обратат на овој телефон, ќе биде објавени на нашата веб страна и социјалните медиуми, така да ќе може веќе секоја пациентка бесплатно да се јавува и да учествува и да биде дел од оваа школа. Секако, она што ние го имавме претходно во праксата, доаѓа многу пати пациентките со своите партнери, со сопрузите. Тоа е нешто што сакав да ве прашав, затоа што јас сум била дел од таа школа. Јас го знам значењето на токму на таа школа и знам колку подоцна ми дала одговори и подготовка и навистина олеснува во целиот процес, колку се добредојдени партнерите. Апсолутно секоја бремена пациентка може да дојде со својот сопруг, со својот партнер, затоа што исклучително е важна психолошката поддршка од партнерот во тој период. И од она ние што го имавме едно 12.000 пациентки се поминати претходно во тој период додека постоеше оваа школа. Мислам дека во најголем процент секогаш беа придружувани пациентките и имаше одличен импакт од страна на поддршката од партнерот, така да во секој момент дозволено да си дојдат и со својот партнер. Докторке, што треба важно да праша трудница? Многу прашања се. Како дел од таа школа знам дека се многу прашања, многу недумици, но што важно треба да знае, треба да праша за самото породување. Тука сакам и да го споменем и начинот за безболно породување. Значи, она што е добро да се запознае, прво ние пациентката и ги објаснуваме моментите кога треба да се јави на породување. Мислам, тоа е работа што во принцип и матичните гинеколози го објаснуваат, меѓутоа кои се оние симптоми кога она треба веднаш да дојде. Понатаму ги објаснуваме фазата на породување, значи кои се сите фази на породување, што све може да се случи во тек на нив, можноста за асистирано инструментално породување кое што може и она кога ќе доаѓа многу поспремна. Значи, многу нејзини дилеми, можноста за олеснување, односно намалување на болката. Постојат повеќе начин за намалување, односно обезболување на породувањето. Дали тоа ќе биде со одредени методи на дишење, на релаксација, со одредена позиција, ние имаме одредени топки на кои што и кажуваме на пациентката во која позиција она подобро, одредена масажа која што може да ја применуваат самите акушерки кај нас, значи епидуралната анестезија, спиналната анестезија, медикаментите кои што исто така го леснуваат, значи све тоа им се објаснува во тек на школата и затоа кажувам кога ќе дојде пациентка која што поседувала таква школа, многу подобра соработка има со целиот медицински тим, со поголема самодоврба влегува и истата не го чувствува онај страф и анксиозност од неизвестноста. Значи јасно е што ќе се случува. Затоа има многу прашања на кои што ние одговараме и секако постпарталниот период, она после породување, многу побрзо закрапнуваат. Најважниот, апсолутно тоа е најважниот, затоа што тогаш пациентката треба да се врати во нормала, а треба максимално да биде посветена и во должност на новороденото. Тука исто многу важен педијатарот, затоа што ги кажува сите совети за новороденчето што треба да ги знае пациентката. Ајде сега за безболното породување, можност за сите трудници на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, нешто што претходно не било опција, сега опција за сите трудници. Што значи тоа? Како ќе биде кога ќе дојде трудницата? Се качува на првиот спрат беа така салите за породување и седнува и ја прашуваат некои информации. Тука ли си бара безболно породување како опција? Значи вака, јас сметам дека денеска во денешно време секоја пациентка треба да има можност за безболно породување во еден современ акушерски центар. Значи, повеќе пати сум била во други држави, каде што од последно период тоа е можно за секоја. Кај нас до сега, на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство се даваше безболно породување на пациенти по медицинска индикација. Ако гледаме дека нема ептенсоработка со пациентката, ако тоа отварање на маткиното устие е спастично, значи беше по медицинска индикација и не беше достапно за секоја пациентка. Јас сметам дека во денешно време секоја пациентка треба да има можност
за безболно породување и од 1 октомври секоја која што ќе дојде, нормално тоа не може и веднаш да се направи првиот момент кој ќе се качи. Пак треба да се почека да влезе во една активна фаза, да се види дека навистина породувањето ќе се заврши по вагинален пат, дека ќе биде делумно дилатирано маткиното устие, па во зависност од колку е отворено, дали ќе се оди со епидурална, дали ќе се оди со лајт спинал, затоа што едната трае подолго. Да. Значи тоа е обично работа која што анестезиолозите доаѓаат и објаснуваат, меѓутоа секогаш во соработка и во комуникација со гинекологот. Гинекологот е тој кој што прави преглед и кој што вика јас очекувам ова породување да се заврши за многу кратко време, затоа што е на пример 7 сантими отворена жената и ми треба анестезија која што ќе трае пократко, меѓутоа ќе имаме ние се уште соработка од пациентката, болката ќе биде намалена, али она уште моторно ќе може да напне кога ќе треба и да соработува. Значи во тој принцип обично даваат лајт спинал затоа што таа е пократка. А ако се започне обезбелувањето во пораната фаза на дилатација на маткиното устие, кога е на пример 4 сантими отворена, кога ние гледаме, меѓутоа ќе трае подолго, во тој случај онај златен стандард за обезбелување, односно епидуралната аналгезија. Така. Добро, разликата е во епидуралната дека не се чувствува ништо. Да речеме, тука се видите, целта на безболното породување не е воопшто да не се чувствуваат болките, него треба да бидат тие прифатливи за мајката, односно да нема болки, контракциите минимално се чувствуваат, меѓутоа како што доаѓа онаа втора фаза на породување, кога треба да се експулзија направи, односно да се истисне плодот, во тој случај треба веќе да се намали анестезијата за да може пациентката подобро да се работува, односно со незината мускулатура да помогне да го истисне низ родилниот пат самиот плод. Сега, доктор, ќе кажете ми реално од искуството, колку и помага овој начин безболно породување, колку помага при самото породување, потоа враќање во нормала на трудницата, па и психичкиот момент на јас тоа повторно ќе кажам, дека да, денеска треба породувањето да биде едно пријатно искуство, не да биде травматично, па некогаш знам да сретнам некоја госпоѓа да ми каже, ау, толку мене тоа ми е травматично што јас не помислувам второ дете да родам. Значи треба породувањето да го направиме еден прифатлив чин и едно пријатно сеќавање да остане кај пациентката. Заради тоа јас сметам дека треба да се направи едно убаво, односно ова што го кажав, поприфатливо, а тоа го пружаме на овај начин што, некош физички може да постои со начин на дишење, начин на, некош и нема време, ние таман ќе дојдат, викаме нема време за лајт спинал, па тука има одредена масажа, имаме ние пилатес топки на кои што со одредена позиција ги правиме попријатни, меѓутоа да го направиме тоа поприфатливо за пациентите. Верувајте ми, само насмевка и позитивно расположение од вас, ништо друго не помага во тие ситуации. Да, верувам. Да, односот е исклучително важен и на тоа исто така јас инсистирам, навистина мислам, све е џабе какви услови ние да направиме да има, ако односот од нашиот персонал не е пријатен, а тоа е нешто што се случува еднаш до 2 пати, па и 3 пати, пак ќе кажам кај некој, и треба навистина тоа да го направиме да и биде неизапријатно. Докторке, колку се промени риториката, ние забележуваме од страна како пациенти, колку се промени риториката во изминатите години од повозрасните доктори, бабиците, сега вие како нова генерација на доктори кои што имате можност многу повеќе и да шетате, односно да видите, да бидете во допир со светските трендови во породувањето, да посетите светски метрополи, здравствени центри. Вака се, јас прво морам тука да истакнам дека стварно акушерството на нашата клиника, благодарение, веќе ја споменам, ако ме гледа нашата драга професорка Адамова, било од секогаш апдейтувано, ќе кажам, со нови техники, затоа што она уште од тогаш посетувала во Шарите во Германија и истите методи ги носела. И некако акушерите секогаш одат на тие конгреси, а денеска благодарение и на интернетот, нели, и достапните медицински релевантни списанија кои што ги имаме, апсолутно сметам дека години наназад веќе ние имаме едно современо акушерство кое што не многу заостанува зад светското и европското акушерство. Меѓутоа, овие некои нови моменти, се секако младите генерации се трудиме ние да ги, ако важим уште за млади специјализантите, и тоа е релативна работа, меѓутоа сакам да кажам дека сакаме ние да ги донесеме и апсолутно да ги имплементираме, што всушност е и целта, да одиме во чекор со
развиените акушерски оделенија по другите. Прифаќаат ли од страна персоналот тие новитети? Да. Еве, например, она што мене исто како менеджер ми смета, јас се трудам е процентот на царски резерви, меѓутоа тоа е општо во целата држава. Например, ние важиме веќе за држава со исклучително висок процент на царски резерви. Тоа е светски тренд да се зголемат царските резерви. Меѓутоа, искрено да ви кажам, сепак царскиот рез е операција. Доколку е неопходна и има индикација од мајката и од бебето, апсолутно треба да се направи. Ама ако не е непотребна операција, после тоа секоја операција носи своја компликација. Токму и тоа е една од темите кои што ќе бидат на психофизичката, да им се објасни на пациентките дека доколку има можност спонтано да се породи, тоа е многу подобро и за постпарталниот период за закрепнување, а и за понатаму. Секоја операција може понатаму да направи присласници, а ние не знаеме што натака во животот ќе ни се случи, колку пати ќе треба да не отворат нас. Така да сето тоа треба да се поработи и сметам дека акушеријето навистина во нашата држава е исклучително развиено и во приватните ќе кажам и кај нас на клиниката, меѓутоа еве треба заеднички да поработиме некако на намалување на процентот на царски рез, затоа што кога одиме по тие конгреси веќе гледаме дека трендот во нашата држава е навистина исклучително висок и не посочуваат како пример. И кога веќе спомнувате, ќе ве прашам тука, која е вашата визија за клиниката? Сега ве прашам малку не само низ призмата како доктор, кој што се уште давате одговор на потребите на клиниката и оперирате и породувате и си имате своји пациенти, туку како директор. Која е вашата визија за клиниката? Па видете, јас еве и од всушност можеби затоа се нафатив на оваа функција, затоа што мене целта ми беше да се воведат нови, да се имплементираат нови медицински техники. Значи, пак ќе кажам, акушеријето беше добро, можда еве треба со ова безболно породување како можност за секоја пациентка, мислам дека ќе биде чекор, затоа што секој што ќе дојде сега има право на такво нешто. Во гинеколошкиот дел многу направивме во набавување на опрема за минимално инвазивна хирургија и многу се зголеми процентот на операција за минимално инвазивна хирургија. Значи, целта беше со набавка на опрема и воведување на нови техники ние да им пружаме на пациентите современи методи со кои што ќе бидат они третирани, значи да имаат можности кај нас. Уште една работа на која што ќе се работи исто на клиниката е за оние инвазивни интраутерини интервенции за кои што навистина ние претежно пациентите ги праќаме во соседството, еве тоа нема, меѓутоа разговарано е веќе со неколку колеги, направено е соработка со Грција, имаме ние фетален центар, каде што доаѓаат и доктори на едукација, а и нашите сега ќе се во можност, па се надевам дека од наредната година ќе може вакви методи да се имплементираат. Значи, целта е методи кои што до сега не биле воведени на нашата клиника, да се воведуваат и со тоа пациентите да имаат можност да бидат современо третирани. И да го заокружиме разговорот кога сме веќе кај нешто кое што имало, немало, па повторно се враќа. Психофизичка подготовка, односно школа за трудници од 1 октомври и од 1 октомври можност за сите трудници безболно породување на клиниката. Што ќе им порачате на сите трудници? Пак им кажам на трудниците, ќе ги охрабрам да се јавуваат, да доаѓаат, затоа што навистина може да имаат само бенефит, они ќе доаѓаат поподготвени, ќе соработуваат повеќе со нас и нема да имаат она неизвестност и страв која што обично ја доаѓаат, ако не се добро информирани што све може да им се случи во текот на породувањето. Сакаме да им го направиме многу попријатен овај чин, односно да им го оставиме во добро сеќавање. Ви благодарам. Тоа беше професор доктор Ирина Алексиевска-Папестиев, директорка на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, да се гледаме за убави работи. Ви благодарам на поканата и се надевам дека точно така ќе се гледаме само за убави работи.